Насловна страна на денешниот дневник. Градоначалникот Пецаков оствари средба со Коморскиот инвестициски форум. Струшките плажи потпуно небезбедни. ТВМ телевизија со нова анализа за трансферот на пари од локалната кон медиумите. Стефан Миленковиќ со Кармина Бурана вечерва на Охридско лето. Убави вести за македонскиот агросектор. Словенија се бори со најголемиот пожар во историјата. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето сончево и многу топло со дневни температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината, кои достигнаа 32 степени Целзиусови во текот на ноќта кон сабота, ведро и топло. Утре над Централна Европа сончево и надпросечно топло време за овој период од годината во северозападните делови од стариот континент и локално во централните делови како над Алпите и во источна Европа, слаби и локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во сабота сончево топло време со температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од годината, максималните дневни температури од 34 до 39 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота тропски ден, сончево топло време со слаб североисточен и северозападен ветер, а во југоисточните делови југоисточен ветер, минималните температури од 13 до 22, максималните од 32 до 41 степен Целзиусов, а во индексот со вредност 10. И во Охрид во сабота тропски ден, сончево и многу топло време со слаб североисточен ветер, минималната 17, дневната 34 степени. УВ индексот во наредните денови и во Охрид со вредност 10. Во недела сончево и топло време, температурата 35, а попладне е појава на локална облачност. Понеделник и вторник сончево и топло време, минималната 18, односно 17, дневната 32, односно 34 степени Целзиусови. Бидете сам свој мајстор со 108 тепарчиња Гедоре рачен алат. За само 2600 денари добивате комплет со кој ќе ги решавате сите механички поправки во вашиот дом и вашиот миленик на 4 тркала. Доставата е бесплатна низ цела држава, а со правилна употреба алатот има доживотна гаранција. Побарајте лозинка за онлайн нарачка на нашиот вебшоп. Steering Trade. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Остварена работна средба на Охридскиот градоначалник со представници од управниот одбор на Коморскиот инвестициски форум. Разгледувани можностите за добивање заеднички проекти и бизнис соработки меѓу земјите од Западен Балкан. Заеднички интерес на бизнис компаниите од овој регион е да се олеснат инвестициските процеси. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков на членовите на управниот одбор на Коморскиот инвестициски форум им ги презентира можностите кои ги има Охрид, капацитетот и инфраструктурата на големите компании каде што може да се инвестира. Општината ќе работи на зајакнување на соработката со компании од 6 земји од Западен Балкан кои имаат своји представници во Коморскиот инвестициски форум со цел да се зајакне охридското стопанство, информираше поработната средба градоначалникот Пецаков. Како општина се ставивме во располагање по однос на фасилитирање на тој и олеснување, односно на тој процес кој што би следел доколку има некој заинтересиран, и втората работа кај што би имале може за соработка секако дека е проекти каде што токму овај инвестициски форум има доста успех и буквално на секаде во овие 6 земји добива проекти. Ние како општина Охрид имаме избратимени градови во овие 6 земји и би можеле заеднички да учествуваме во добивањето на некој проект се со цел секако на олеснување на било каква форма на дали на обука на луѓе кои што би можеле да се вклучат во некаква си индустрија, дали во отварање на некои нови бизниси. Еден од тие проекти се реализира во Охрид, каде што е воведен дуален систем на образование со 3 компании: Латахалеарница, ОДВ и Костел со средношколскиот стручен центар, Свети Наум Охридски, подлече Бранко Азиски, председателот на Стопанската комора на Македонија и подпредседател на Коморскиот инвестициски форум. За да придонесат за подобра комуникација меѓу приватниот сектор, ќе покренат иницијативи заедно со локалните самоуправи за да учествуваат во проекти кои ќе се реализираат најмалку на територија на 3 држави и повеќе, рече Азиски. Крајна цел е да нестанат границите, да се отвори протокот на стоки, услуги и капитал меѓу овие држави, работната рака да циркулира онака како што тоа се прави на целиот запад и да исчезнат долгите редици на камиони на границите. Исто така ќе уведеме заедничка авионска линија меѓу овие 6 држави по принципот на нордискиот САС и заедничко кредитно биро и арбитража кои што ќе помогнат за развој на компаниите. Коморскиот инвестициски форум е основан во 2015 година, а активно почна да функционира од 2017 година. Во овој форум членови се стопанските комори од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Албанија. Стручките плажи потполно небезбедни, нема обележани капалишта, ниту спасители на вода. Концесионерите не ги почитуваат безбедносните стандарди, иако тоа им е законска обврска. Граѓаните бараат инспекциските служби да преземат мерки. На Струшкото крајбрежје ова лето не е ангажиран ниту еден спасител на вода. Капалиштата не се ниту обележани, со обоени бови и граничник на водената површина која е безбедна за пливање. Сезоната на капење е во полнек, плажите се преполни со посетители и пренатрупани со урбана опрема, но концесионерите не водат грижа за безбедносните стандарди, иако тоа им е законска обврска. Од Црвениот крст руга велат, спасителите на вода се чувари и повеќе од потребни на плажите. Лиценците се веќе, пошто веќе 10 години се обучуваме, сигурно се е поголем бројот, но на активни спасители оваа година имаме 8 спасители кои се активни и имаме други кои ни помагаат за викенди, ни помагаат кога треба да заменуваме некои други. Спасителите се обучени да извлекуваат давеници, да пружаат прва помош при посекотини и повреди во вода и на копно. Затоа постојано се спроведуваат обуки. Важно е затоа што сепак се работи за спасување на нечiji живот во даден момент, во некој момент ризичен за нив. Не сите знаат да пливаат, не сите имаат потреба во момент
знаете, топлотен бран, потребата е секаква во овие летни денови. Концесионерите имаат законска обврска да ангажираат спасители на плажите, а инспекторите се должни тоа да го контролираат. Струшкото крајбрежје е преплавено со лежалки, реквизити и урбана опрема, но на ниту една плажа не се запазени безбедносните стандарди. Нема ангажирани спасители, ниту обележани капалишта. Во минатото, десетици спасители ги обезбедуваа плажите на брегот на Охридското езеро, имале илјадници интервенции, подарија стотици животи, спасувајќи давеници. Се асфалтира улицата 28 април. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков предпладнево направи увид на градежните работи на улицата. Асфалтен слој се поставува на должина од 550 метри и ширина од 6 метри. Претходно на улицата се гребеше стариот асфалт, просторот се тампонираше и се нивелираа шахтите. Асфалтирањето на улицата се очекува да заврши денес. Проектот е дел од програмата за уредување на градежно земјиште на општина Охрид и се реализира со средства од буџетот на локалната самоуправа. ТВМ со нова анализа за трансферот на пари од локалната кон медиумите. Како што најави ТВМ пред 6 месеци дека на јавноста ќе ја презентира информација колкави трансфери кон кои медиуми исплаќаат локалната самоуправа од Охрид и јавните предпријатија, денеска ги сумира податоците за првото тромесечие од годинава. Податоците редакцијата ги обезбеди според законот за пристап до информации од јавен карактер. Од анализата на добиените податоци може да се согледа дека во првиот квартал од годинава вкупно кон медиуми исплатени се близу 1.350.000 денари, односно безмалку 22.000 евра. Општината и јавните предпријатија информациите од нивното работење кои се од интерес на јавноста ги пласирале до граѓаните преку 15 медиуми. Од сите правни субјекти сопственици на медиуми според сумите кои ги добиле одскокнуваат: ohridsky.com со 342.200 денари, ohrid1.com со 298.300 денари, ohridnews.com со 141.600 денари, портал tvm.mk со 110.000 денари. Според тоа, каде завршиле најголем дел од средствата од општинскиот буџет наменети за информирање на јавноста преку медиуми, може да се заклучи дека и новата локална власт ги преферирала истите медиуми како и претходната. Некои медиуми пак воопшто не фигурираат на листата, но се појавуваат и 3 нови. Доколку се земе во предвид вкупниот износ на средства кои минатата гарнитура на власт во Охрид ги исплатила кон медиуми за 4 години се поделат за да се добие просечна сума за еден квартал, споредбата во трошењето на ова и претходната власт ќе покаже дека актуелната локална власт потрошила повеќе пари. Инаку градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков мандатот го започна со објавување на фрапантни податоци за задолженоста на општина Охрид, при што меѓу другото посочи дека не се за занемарување средствата кои минатата локална власт ги исплаќала на невладини организации и медиуми. ТВМ ќе продолжи со објавување на овие информации, зашто веќе побара податоци од сите јавни предпријатија во Охрид, како и од локалната самоуправа, за вториот квартал од 2022 година за трансферите кон медиуми, надополнети со податоци за тоа какви и колку медиумски услуги се извршени. Светски познатиот виртуоз на виолина Стефан Миленковиќ вечерва на Охридско лето го носи уникатното и безвремено дело Кармина Бурана, но во една поинаква верзија во соработка со ансамблот Камерата Нови Сад. Српската вечер на Охридско лето е продолжување на традицијата на фестивалот за соработка со амбасадите во Република Македонија, со чија помош се реализираат настапи на истакнати и еминентни уметници, истакна директорката на фестивалот Наташа Поповиќ. Светски познатиот виолинист, брилијантниот Стефан Миленковиќ, заедно со реномираниот ансамбл Камерата Нови Сад, на фестивалот Охридско лето ќе го изведат уникатното дело Кармина Бурана на сцената на Долни Саре. Српската вечер на Охридско лето е продолжување на традицијата на фестивалот за соработка со амбасадите во Република Северна Македонија, со чија помош се реализираат настапи на истакнати и еминентни уметници. На денешната пресконференција истакна директорката на фестивалот Наташа Поповиќ. Вечерва во рамките на Српска вечер Охридско лето ќе понуди нешто ново, ексклузивно, многу атрактивно и наменето за пошироката публика. Ова е уште еден проект со врвен квалитет
и реномирани уметници кои изобилува со енергија, страст, врвна интерпретација, а сето тоа за големо уживање на фестивалската публика на Охридско лето. Кармина Бурана е дело засновано на списи од средниот век пронајдени во манастир во Баварија, кои ги пишувале група на студенти, уметници, глумци, наречени голијарди. Публиката на вечерашната македонска премиера на Кармина Бурана ќе ужива во една поинаква верзија од она што го познаваат претходно. Мега делото за голем оркестар, два хора на Карл Орф. Ali ovo je verzija, rekao bih, možda još bliža. Но оваа верзија, би рекол, уште е поблиска до оригиналот аранжирана од Ана Крстејч. Тоа е верзија за виолина и камерен оркестар. На тоа додадовме уште неколку дела кои се вклопуваат на овој или оној начин во целокупната програма. Станува збор за трите Гершвинови прелудиуми во аранжман за виолина и камерен оркестар, Пиацола со делото Лето, бидејќи е лето, и Квин со Боемската рапсодија, дело кое едноставно моравме да го вклопиме во програмата зашто е безвременска балада. Оваа музичка премиера ќе биде придружена од ансамблот Камерата Нови Сад, при што уметничкиот раководител на ансамблот Марко Милитич не го криеше задоволството што конечно ќе настапуваат на фестивалот Охридско лето. Сви уживамо јако овде во вашем Сите уживаме во прекрасниот Охрид, а задоволството ќе биде уште поголемо затоа што на првиот наш настап на Охридско лето настапуваме со нашиот драг пријател Стефан Миленковиќ после голем број заеднички настапи со кои соработуваме од 2011 година, а со ваква фантастична програма сметам дека не можеме подобро да се представиме на ваков прекрасен летен фестивал. Инаку, виртуозот на виолина Стефан Миленковиќ од рана возраст го доби епитетот чудо од дете, а поради неговите врвни настапи тука на фестивалската сцена на Охридско лето, слободно може да се каже дека е голем пријател на фестивалот и миленик на публиката, која не останува рамнодушна на ниеден негов настап. Убави вести за македонскиот агросектор. Денеска беше презентиран новиот јавен повик за мерката 3 од ИПАРД 2 програмата за финансиска поддршка за инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Тешка повеќе од 5 милиони евра. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски денес го презентираа новиот јавен повик за мерката 3 од ИПАРД 2 програмата тежок повеќе од 5 милиони евра, од кои 75% се средства обезбедени преку ИПАРД програмата, а 25% средства обезбедени од буџетот на Република Македонија. Јавниот повик се однесува за финансиска поддршка за инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Набавка на модерна земјоделска механизација, опрема за производство и преработка со највисоки технологии, изградба и проширување на постоечките, изградба на нови производствени и преработувачки капацитети, како и поддршка за развој на туризмот и особено на руралниот развој, но и она што денеска го распишуваме, а каде што имаме можност и за поддршка на изградба, односно поставување на фотоволтаици, како систем за доаѓање до обновливи извори на енергија за сопствените потреби на апликантите. Тоа се дел само од проектите кои што се поддржуваат, кои што беа поддржани од ИПАРД 2 програмата. Заедно со инвестициските средства од страна на корисниците, вкупниот инвестициски фонд за оваа мерка изнесува 10 милиони евра. Директорот на агенцијата Никица Бачовски истакна дека овие средства се наменети за поддршка на проекти кои предвидуваат инвестиции за преработка и производство на млеко и млечни производи, месо и месни производи, овошје и зеленчук, преработка на житарици, производство на мелнички продукти, растителни производи и масла, масноти од животни, како и производство на вино. Сите заинтересирани апликанти ќе можат да аплицираат со проекти за набавка на машини и опрема за производство и преработка, како и проекти кои предвидуваат поставување, односно инсталирање на фотонапонски панели за производство на енергија од сопствени потреби. Прифатливи корисници се сите правни лица кои влегуваат во рангот на микро, мали или средни предпријатија. Финансиските средства по поединечен корисник се доделуваат како неповратна финансиска поддршка, односно грант во висина до 50% од вредноста на вкупно прифатливите трошоци на инвестицијата.
Поддршката која како земја ја добиваме од Европската Унија е значајна во развојот и модернизација на македонското земјоделство, додаде Бачевски. Македонија стана земја лидер во целиот регион по искористеност на ИПАРД средствата со висок процент од 97% и со користеност на овие неповратни средства за поддршка на земјоделството и руралниот развој. Заинтересираните апликанти барање за аплицирање може да подигнат од просториите на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој или по електронски пат преку веб страната www.ipardpa.gov.mk. На 24 јули недела во Охридското село Свињишта ќе биде осветен манастирот Света Богородица. Осветувањето на манастирот ќе се врши со благослов на Дебарско-Кичевскиот митрополит господин Тимотеј. Чинот на осветување ќе започне во 8 часот, пошто ќе следи свечена трпеза, а по овој повод се покануваат сите православни христијани да присуствуваат. Поевтинуваат бензините и дизелот. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,42%. Со тоа бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 поевтинуваат за 2 денари, а Евро Дизел и екстра лесното масло за домаќинство за 2,5 денари за литар. Од вечер на полноќ бензинот Евро Супер БС 95 ќе чини 96,5 денари по литар, Евро Супер БС 98 ќе се продава за 99 денари за литар. Евро Дизел ќе се продава по 97,5 денари за литар, а маслото за горење екстра лесно по 96 денари за литар. Единствено се зголемува цената на мазутот за 1,011 денари по килограм и ќе изнесува 52,466 денари за килограм. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Командантот на цивилната заштита на Словенија Сречко Шестан рече дека никогаш немале толку пожарникари на терен како во моментов поради пожарот кој од Италија се прошири во Словенија. 1300 луѓе според медиумите, меѓу кои 1000 пожарникари се борат со пожарот, а кога пожарот почнал да ги загрозува куќите биле ангажирани и дополнителни сили, а Шестан оцени дека ова е најголемиот пожар во историјата на Словенија досега. Од вчера армијата помага за водоснабдување и сместување, повикана е воената брза помош, ќе се изврши и увид со термална камера за откривање скриени жаришта. Ќе се обезбедат оброци за единиците на терен. Хеликоптер на Хрватското воздухопловство со опрема е испратен за гасење на пожар во Словенија во областа Реншки Врх и Нова Горица, соопшти денес Хрватското министерство за одбрана. Пожарникарите од Хрватска го гасат пожарот и во Словенија. Неидентификувано лице се обидело да го прободи американскиот конгресмен Ли Зелдин со остар предмет дека држал говор во својата кампања за гувернер на Њујорк. Како што соопшти изборниот им на Зелдин, не е повреден. На видеоснимка објавена од сведоци на социјалните мрежи се гледа како неидентификувано лице со црна бейсбол капа се приближува до Зелдин на бина за време на предизборниот митинг во американската сојузна држава Њујорк, држејќи оружје во рацете. На видеото се слуша како мажот му повторува заврши на Зелдин додека посегнува по лицето и вратот на кандидатот. Конгресменот го оттурнал пред двајцата да паднат на земја, додека неколку други присутни се обидели да го совладаат осомничениот. Портпаролката на изборниот тим на Зелдин на Твитер објави дека осомничениот се обидел да го избоде конгресменот, а тој и неговите соработници се неповредени. Локалната полиција не даде официјално соопштение во врска со инцидентот. На социјалните мрежи се појавија драматични снимки од воз кој се запалил вчера во областа Бостон на мостот на реката Мистик, додека патниците во паника ги кршеле прозорците за да излезат. Главниот вагон се запалил, а на снимката се гледа како патниците бегаат од возот. Некои дури скокаат од мостот. Наводно во возот имало околу 200 лица. Извршниот директор на MBTA им се извини на патниците за инцидентот. Несреќата наводно ја предизвикало парче метал на обвивката кој се откачило и дошло во контакт со друга шина низ која течела струја. За среќа, ниту еден од патниците не е повреден при евакуацијата. Астрономите за прв пат може да детектираат судири на мртви сонца познати како неутронски ѕвезди благодарение на моќниот Джеймс Веб нов телескоп. Судирите на неутронските ѕвезди се клучни за нашето разбирање на универзумот и се смета дека тие ги создале тешките метали кои формираат ѕвезди и планети како нашата пред милиарди години. Светлината од судирот е видлива само неколку ноќи, па телескопот мора да се трка за да ги лоцира. Телескопот им овозможува на астрономите ефективно да навлезат во една таква ѕвезда и да откријат што има внатре.
Неутронската ѕвезда е всушност мртво сонце кое се распаднало под својата огромна тежина, здробувајќи ги атомите кои некогаш ја правеле да свети. Тие имаат толку силна гравитација што се привлекуваат едни со други, на крајот пропаѓаат и се спојуваат. Кога тоа ќе се случи, се создава блесок на светлина и моќен ударен бран низ вселената. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.